Добра вечер и убава вечер. Како што обеќавме, така и ќе правиме. Она кое што ви го најавивме деновиве, дека најголема тензија ќе се дига околу гробот на живиот човек. Како што знаете, тоа веќе го прават и ќе продолжи тоа со геолифот во Грција, па ако треба и вардарски рид, само да се загуши едно откритие. Но тие си имат нивна работа, некој треба да одработуваат за Грција, некој треба да одработуваат за Ердоган и Турција, а тоа не треба да биде наша македонска работа. Но, да започнеме од почеток. Моментално се наоѓаме на локација која што е локалитет наречен Аленјак. Тоа е природна пирамида која што е во област околу Кочани, на кој што во минатото се наоѓала древната престолнина на Ајгај Еге, или место каде што била престолнината. Тоа значи дека горе била Акрополата, а додека овој дел, како што го гледате тука лево и десно од Бела, бил градот, каде што сведочи испразувачкиот материјал, кој што може да го забележите и кој што, како што гледате, не е природа. Овде исто така, нема прашина. како што гледате, врзувачки материјал. Но, јас одлучив од овде да почнам не поради друго, поради тоа што сакам да се водиме со Тит Ливиј. Инаку, со сите докази и аргументи, во некое друго продолжение, ќе дојдеме малку по на југ, каде што ќе ви го представам и амфитеатарот на древна Ајгај Еге, место кое што е познато на кочанчани, каде што се вршела обука во пукање на МВР. Зошто ја дојдов денес овде и зошто почнуваме денес од овде? Затоа што според сите аргументи и докази, оно што Владо Павлов 20 години го истражува, тоа е дека ако овде е Ајгај Еге, ние треба со право да го бараме гробот на Филип Македонецот и да се спротивставиме на фалсификатот кој што ни е представен на територија на денешна Грција. Дека овде бил гробот на Филип Македонецот, потврдуваат многу докази, а тоа е и доказот на матицата која што не води од ова место до Текишински лозија, каде што би требало да биде последното почивалиште на нашиот македонски цар. Но, тоа ќе стане за некоја друга прилика, а мојата цел денес е да дојдеме до Бела. Во едно друго моје видео ќе ви соопштам во правец на северо-запад од овде. Како што гледате, ова село случајно не се вика Бели. Значи, селово е поврзано со извор кој што е наречен Бела во минатото, и тој извор денес се наоѓа северо-западно од просторот каде што е споменикот од Ноб. Значи, изворот Бела, по кој што го носи и ова село името Бели, би бил на локација на денешно место каде што е познато кај Даабот. Јас ви обеќам дека ќе правиме видео точно од изворот Бела, кој што е опишуван од Тит Ливиј, извор кој што се наоѓал во чија близина се наоѓала престолнината Ајгај Еге, а и Бела. Ако продолжиме според Тит Ливиј и одеме од правецот на местноста која што се вели
кој што денес го носи името кај Дабот, тоа значи дека во правец на југоисточно од 2,5 сата од местноста кај Дабот, по кој што е наречени ова село Бели, доаѓаме во правец на кај што ги гледате репетиторите и кај што кидеме второто видео да го правиме таму. Значи во правец на југоисточно од Дабот доаѓаме до местноста до местото, до локалитетот Лукубија, каде што би требало да е храмот на древната Сана. Значи, уште еднаш, моментално се наоѓаме на древната престолнина Ајгај Еге, престолнина која што е била препознатлива по сребрените рудници, а овде во Кочани имаме повеќе сребрени рудници. Едниот е на платото на Осоговските планини, а другиот е кај градче, тоест на другата страна. Што значи дека сребрениот рудник е синонимот на ова престолнина, по кој што имаме многу ковачници каде што се работело и каде што македонската царска династија е препознатлива по сребрениот рудник Дамастион. Што значи дека латинското име на среброто АЛ се поврзува со престолнината на Архелај I и престолнината која што е поврзана со древните македонски цареви, се до Филип, кој што од овде сега ќе бараме каде ја преместил во близина на Ајгај Еге престолнината Бела. Тоа значи дека македонскиот цар Филип Македонецот е роден на ова место, на ова територија, во ова пирамидална структура, каде што граничила со градот Ајгај Еге, а во друга прилика ќе ви го представиме и амфитеатарот за кој што треба да се покрене иницијатива за негово откривање и доказ за древната престолнина на древните македонски цареви кои што биле родени овде и кои што дефинитивно во една стара друга некропола од железното време, кој што е наречена Пајонска гробишта, од овде биле преместувани со цел да бидат сокриени од Римската империја, од галите, од аварите и сите оние кои што учествувале за уништување на македонизамот. Тоа значи дека матицата си има свое место и е од влезот на гробницата на Филип Македонецот и е донесена онаму каде што денес е пронајдена, а тоа значи дека истата таа е синоним за гробот на Филип како калаус, како клjuč за неговото откритие, преместен од ова местност на Текешински лозија. Сега ќе продолжиме на амфитеатарот кој што ни е символично направен и каде што од местноста Лукубија, каде што според Тит Ливи се наоѓа и столбот, односно акрополата на древна Сана, која што ни е последна станица пред престолнината Бела. Или во превод, Тит Ливи објаснува дека од изворот наречен Бела, а денес имаме село кој што се вели Бела, местноста на Дабот, имаме 2,5 часа одење до древна Стана во правец на југоисточно, а потоа 20 минути во правец на исток од акрополата на древната Сана доаѓаме до престолнината Бела. Ние сега овде ќе се исклучиме и ќе одеме да го представиме оне другиот дел за кој што Тит Ливи пишува и каде што ќе спаднеме после малку и во ризовите полиња, додека имаме видливост да ја представиме и реката преместена, тоа е Шкоченска река, која што го делила градот од престолнината Бела. Од овде ќе се исклучиме, што значи уште еднаш, изворот Бела според Тит Ливи и светското откритие на Владо Павлов е представен со денешното место кое што е познато на кочанчани Дабот. И не случајно имаме исто така анекдота со Александар, кој што секојаш неговиот шатор го чувал по Дабот и каде што овде ги усовршувал неголемите тајни и каде што овде
дури и е поврзан со символиката која што е поврзана со конјот Букефал. Но Владо Павлов ова ќе ви го представи во некое друго видео, за да докажеме вистината за сето оно што се спрема и целиот оној фалсификат што се прави од оние црномуристи персици со персиски бради во нашава територија Македонија, а секаде околу вас ќе ги приметете и ќе дознаете која е нивната цел. Сакаме да се водиме по патот на вистината, а патот на вистината е поврзан со Тит Ливиј, оној кој што учествува и оној кој што е главен историчар на Август Октавијан и е поврзано со делењето на Македонија на 4 дела и уништувањето на Македонија. Што значи дека местноста на Дабо има точно 2,5 сата одење во правец на југоисток, а од местноста на изворот наречен Бела, по кој што и ова село се вика денес Бели, го поминуваме Ајгај Еге и доваѓаме до акрополата на Древна Сана. Ние денес имаме заокружено да дојдеме до акрополата на Древна Сана, која што од неа во правец на исток 20 минути ќе дојдеме до престолнината Бела, која што била предпознатлива на Изрод Велики и кој што неслучајно си ја присвоил после уништувањето на Македонија. Овдека ние ќе го исклучиме ова, ќе продолжиме на местноста Лукубија, нема да се качеме горе на споменикот, каде што била акрополата на Древна Сана, туку едноставно ќе одеме во правец на исток, да дојдеме до вистинската Бела, која што би требало да биде на вулканско место. Уште еднаш, за ова местност кај што е пирамидата Бела, имаме повеќе видеа, со докази и аргументи ќе го докажеме сето она кој што денес сака да го оспори Владо Павлов и сето она кој што денес се јавија многу Владо Павловци, се со една цел да го загушат ова востание на вистината, кое што, веруете ми македонци мои, ако не се спротивставиме на овие фалсификатори, Армагедон не ни бега овде на територија на денешна Македонија. Ова ќе биде прво видео вечерва, одиме сега со второто видео да представиме Бела со аргументи и докази од древната акропола на Древна Стана. 20 минути во правец на исток треба да дојдеме до Бела, која што била изградена од Филип Македонецот и преместена од ова престолнина која што е била изградена од Архелај Прави. Да живее Македонија, за Македонија секогаш, ве сакам сите, продолжуваме.